Битолскиот градоначалник Владимир Талевски денеска се појави на распит во Скопскиот кривичен суд. Градоначалникот дал исказ за предметот транспортер во кој се сомнечи за коруптивен тендер за превозот на учениците во општината преку која оштетил државната каса за 360.000 евра. Талевски беше придружуван од адвокатот Никола Додовски, кој воедно и преседател на Адвокатската комора на Македонија и е адвокат на Никола Груевски. За предметот транспортер донесена е наредба за спроведување на истражна постапка против едно лице поради постоење на основно сомнение за сторено кривично дело од член 353 став 5 страна 1, а страна 22 и 45 од кривичниот закон, а поднесен е и предлог за определување на мерка притвор против истото лице, се наведува во соопштението на специјалното јавно обвинителство. 10 минути откако обвинителите од СЈО на судијата во претходна постапка и на адвокатот на битолскиот градоначалник Владимир Талевски им доставија 6 кутии со докази, од задната капија на судот осомничениот од случајот транспортер си замина дома. Ниту тој, ниту неговиот адвокат не сакаа да дадат изјава. Инаку специјалното јавно обвинителство ги продолжи сите кривични постапки против државните функционери откако падна одлуката за поништување на аболициите. Талевски е еден осомничените во случајот транспортер во кој 22 лица се товарат за незаконски тендер за транспорт на учениците од училиштата во регионот на Битола, а иако СЈО бараше мерка притвор за битолскиот градоначалник, тој денеска по распитот од судот си замина со приватно возило. Истрагата која СЈО ја нарече транспортер опфаќа вкупно 81 криминално дејствие спротивни на законот за јавни набавки и законот за средно и основно образование. Осомничени се 22 лица за злоупотреба на службената положба. За Талевски првично од СЈО бараа само конфискација за дел од неговиот имот, бидејќи тој се најде на листата на помилувани од Иванов. По укинувањето на аболицијата СЈО побара мерка притвор за него, но судот не ја прифати.